Македонско радио. Радио Македонија. Радио Македонија. Глас од татковината. Почитувани слушатели, поздрав од мене Валентина Базарко и Даниела Левковска и двете вечерва со вас во програмата Глас од татковината на брановите на радискиот програмски сервис преку сателит и посебните радиопрограми Радио Македонија и Глас од татковината. Македонија вчера го прослави денот на сесловенските просветители Свети Кирил и Методи, нашите најзначајни светители кои оставија дело значајно не само за македонската писменост и култура, туку и за целиот православен христијански свет. Светлините на Библијата и писменоста, која од Охрид го обиколи целиот сесловенски свет, ја претворија Охридската книжевна школа во живо светилиште на христијанството, кое останува да трае низ вековите, осветлувајќи го патот на сите македонски генерации. Во вечерашното викенд издание на Глас од татковината ви нудиме да ги поздравите вашите најмили преку радиобрановите на емисијата Поздравете ги најмилите. Истовремено ве покануваме да се вклучите во нашата дебата за името, во која во програмата Глас од татковината ви презентираме дел од мислењата на наши истакнати дипломати, универзитетски професори, историчари и врвни македонски интелектуалци. Телефонскиот број на кој ве покануваме да се вклучите во дебатата за името и како што е вообичаено да ги поздравите вашите најмили е 32 33 366. Повикувачки број за Скопје е 2, а доколку се јавувате од странство, повикувачки број за Македонија е 389. Пред да започнеме со вашите јавувања во емисијата Поздравете ги најмилите, дел од вечерашната програма Глас од татковината е емисијата Распејана младост. Кон крајот на денешното издание на Глас од татковината преку две радиорепортажи ќе ве пренесеме во старата Охридска чаршија и ќе ви ги представиме македонците кои живеат во областа Гора. Со вас преку радиобрановите на Глас од татковината ќе бидат Валентина Базарко и Даниела Левковска. За техничката реализација на оваа емисија ќе се погрижи Димче Блажевски. Во главната режија е Душко Апостоловски. За организацијата на емисијата Глас од татковината се погрижи Елизабета Јовановска, одговорен уредник на сателитскиот програмски сервис на Македонското радио Радио Македонија Вангел Божиновски.
Радио, програмски сервис преку сателит. Посебни радиопрограми Радио Македонија, глас од татковина. Дебата за името и македонскиот идентитет. Ве покануваме да учествувате и вие, почитувани слушатели. Телефон за контакт во студиото 02 3233 366. Имейл адреса glasottatkovината.ime_debata@yahoo.com или со писмо на адрес Македонска радиотелевизија Македонско радио за глас од татковината, булевар Гоце Делчев, ББ, 1000 Скопје, Република Македонија. Во дебатата за името на гласот од татковината, нека се чуе и вашиот глас за вашата татковина Македонија.
Радио Македонија. Глас од татковината. Повторно празна е постелава, без твојата душо нежна преградка, а болка в душава мир не ми дава. Горам, твојот лик ми краде сон од очите, откако си замина ти. Ljubena gori moето srce, noćva studena, salza tebe zbori, prosti, koje što ljubi dušu može i da pogreši. Da možam noćva bija da vselenaka, postorno tvojite usni, da se opijam na glavi, da ti zaspi. Јас ги молам душо и тебе да ми те донесат ноќ во мојата преградка. Откако замина нема мир, љубена гори моето срце в ноќ во
Радио, програмски сервис преку сателит. Посебни радио програми Радио Македонија, глас од татковина. Дебата за името и македонскиот идентитет. Ве покануваме да учествувате и вие, почитувани слушатели. Телефон за контакт во студиото 02 3233 366. Имейл адреса glasottatkovината.ime_debata@yahoo.com или со писмо на адреса Македонска радио телевизија Македонско радио за глас од татковината, булевар Гоце Делчев, ББ, 1000 Скопје, Република Македонија. Во дебатата за името на гласот од татковината, нека се чуе и вашиот глас за вашата татковина Македонија. Лесно не ни е, лесно не се што животот ми дал. Осамен ко крал сум, но среќата е моја, мелодија во боја на се што лесно е. Лесно не ни е, лесно нема ништо кога празно е, а ме мачи се што немам, не се давам и себе си се лажам со се што лесно е. Лесно не ми е и лесно не ти е, но песнава е лек, опојна ко багрем освет, многи добри луди и луѓе смешни чудни, кои знаат дека се лесно е. Лесно не ми е, не, 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 не. Лесно не ми е, но среќата е моја, мелодија во боја на се што лесно е.
поздравете ги најмилите. Почитувани слушатели, во гласот татковината вечерва уште еднаш имате шанса да ги поздравите вашите најмили. Да чуеме кој ни се јавува за да ги поздрави најмилите во татковината или некаде далеко овде во програмата Глас од татковината. Повелете. Добро вечер, Радио Македонија. Добро вечер. Добро вечер, Глас од татковината. И добро вечер, почитувана Даниела Левковска, дедо Јован Пандев од Бусилово. Повелете. И добро вечер на дежурната екипа во техника. Кој беа во техника, не можех да ги разберам баш. Димче Плажевски, а овде со вас е водителот вечерва Валентина Базерко. Даниела ќе се вклучи малку подоцна. Повелете. Нека ми бидат поздравени и они, и ви посакувам на сите долг и среќен живот во емисијата Глас од татковината. На сите на вас, и кои се дежурни, и кои се дома, на сите од првиот до последниот. Даниелче, немам зборове да ви кажам како ве сакам и колку сте вредни, тоа само ние можеме да го кажеме. Да знаете. Ви благодариме за овие комплименти. Не само јас, сите ве сакат, да знаете, верувајте ми. Така. Имате ли некоја музичка желба и кој е вашиот поздрав до вашите најблиски? Имам желба, ќе кажам, него прво да се заблагодарам на техника што ми ја исполни песната 40 дена на мојата сопруга. Беше договорено кога почина сега нарачавах таа песна. И како нарачена ми дојде преги кога се уклучих и после малку га почнаа да испеат. Многу сум благодарен на техника, ако слуша, али после на завршетку на поздравите јас ќе кажам една песна да исполнат. Имам порачка од пациенти наши. Така, повелете, кажете ја таа песна, па ние ќе се обидеме да ја најдеме во музичките фолдери. Пејачката е Марија Димкова од Штип, а песната е Рудо Јагне. Ја најдете како да завршам. Рудо Јагне, пејачката Марија Димкова. Ако ја има секако ќе ја пусти. Ако има, ако нема, спомнеме некоја друга, не е битно. Ако нема случајно Бела Радо, техника знае која мојата песна. Ајде сега да почнам да не се задржаваме со поздравите, оти сите сакат да се јават на брзина. Ви благодарам за јавувањето, да ни се јавите повторно. Добре дојдени сте во програмата Глас од татковината. Дали имаме друг слушател на линија? Ама зошто јас не сум поздравил още?
одиме со музика додека да се вклучи следниот слушател. Ама зошто јас още не сум поздравил Повелете ако сте се уште на линија. Па тук сум јас да поздравам. Ајде Так. прво во Струга Чичко Абас и неговата сопруга Назмија. И кога сме у Струга, ајде и Султана да ga поздравам на такото, на Мустафа, сопругата од Холандија. Нека ми биде и Мустафа поздравен заеднички со нив. Чичко Абас се уредо работата со синот, ќе биде испратено тоа што се договорихте. Ајде сега да почнеме од Бојо Здравковски од Козле. Војче, биди ми поздравен многу, топли поздраве на цела твоја фамилија. Абдула, и на тебе многу поздрав управлени, такугер поздрав голем. Поздрав на Мите Василев во Германија со неговата ценета фамилија, госпожата, ќерка му, нашка син на сите. Во Австрија Кире и Даринка, Кирче, биди многу поздравен и чекам те вечер да се јавиш. Во Швајцарија Сузана Подарска со нејните дечина, такугер Сузе, многу поздрав и на вас. Поздрав на Милица у Атина. Милице, пуно поздрава и те замолувам да видиш Гоце Динев, не могу веќе 5 недели. Што е со него? Ако ме слуша, многу поздрав и на него. Ако не, чекаме да ти дадеш информација. Милица из Хрватска, Милице, пуно поздрава вам, твоја ушке фамилија, да ми биде здрава и жива многу години. Господинот од Нова Градишка, господине, пуно поздрава и вам, немате и тебе 2 саботи, молим те, ако имаш време, јави се и да те чуеме. Поздрав од Софија, Лазе Ковачев. Лазе, многу поздрав од мене, ама и од Марија Димкова имаш многу поздрав. Беше на гости на 15 мај во мене. Ајде, после ќе ga поздравам неа. Сега да почнем наша убава Македонија. Поздрав по Неготино, Слободанче, многу поздрав, многу среќа, многу здраве. Свети Николе, Линче, немате и тебе Линче, што е работата, не знам, многу поздрав. У Штип, Русе, прими многу поздрав на твојата фамилија, Николче, сопругот, синот, нашка, внуци, сета фамилија што ga имате дома. Марија Димкова, Маре, многу поздрав тебе, твојот сопруг, и тојте комши што ми дојдеа на госте, многу сум благодарен, Кирче и кажи го Тоше. Бидејте ми поздравени и со песната што ја нарачих од вас. Така. Поздрав, подоцна ќе ја емитуваме песната која што ја порачавте, Марија Димкова, Рудо Јагне или Бела Радо. Ви благодарам за јавување. Radona redi se
повелете во програмата Гласот од татковината во емисијата Поздравите ги најмилите. Добро вечер од Мите Василев, господица Алексовска или господја Алексовска. Добро вечер, овде е Валентина Базерко. Вечер вас овес, Даниела ќе се вклучи малку подоцна. Валентина? Базерко. Базерко. Да. Сте ми живи и здрави, радуваме, еве што вас ве слушам за прв пат сега во емисијата. Но да ми бидете живи и здрави, поздрав до вашите Ви благодарам. Колеги, сите вработени во емисијата Гласот од ковината, и јас се благодарам што ни презентирате убави песнички, убава програма, па тоа ни е големото задоволство на сите нас печалбарите кои сме далеко од нашата мајка Македонија. Кога слушаме нешто наше, стварно, како осеќаме се како да сме си дома, како вие во вашите домови, така и ние се чувствуваме. Така, и нас ни е мило што можеме на овој начин да вие доближаме татковината, по која верувам дека тагувате, затоа што е тешко кога е човек далеко. Перфект, имате право, имате право. Овака сега да го поздравам старателот мој Крсто Колев во Бучиште, братучетот Арсо и Стрина Божана исто во Бучиште и сите мои драги бучиштани, трибатанчани, злетовчани, ратавичани, пробиштипчани, сите роднини и пријатели на секаде. Во Борилчево Бранко и Милка, братучеди сна, со дечињата Сена Убаво и Донив, господинот Пандев од Босилово, како и Кирчи, Тоше и сите останатите. А сега во Режановци живее Злате Давидковски, човек македонец како дешав со срце и душа македонец за македонските корени, свака му част. Видов тоа и го чувствувам толку да ми е пријатно, некоја пријатна и позитивна енергија ми внесе тоа, тај негов труд, неговата вредна работа што ја направила, одржува црквата Свети Јован Обстечен во Режановце перфектно и направил музеј на етномузеј на носи од сите краеви, подалеко од Македонија, па негде на околу 1200-300 експонати има. А Злате, ако ме слушаш, стварно си златно човече. Вие сте човек со македонско срце и душа во себе. Ако сите така работеме, ако сите така створеме, Македонија требаше да биде подобра и од Калифорнија. Голема благодарност до тебе, поздрави си го и другарчето таму ако ме слуша и сите режановцани, да бидете вредни, слушнав и дознав дека сте вредни, дека можни сте и треба да створите подобро да биде музејот да се направи во Режановце, да имате и вие нешто не само историско, него за туристите да доваѓаат, да има што да видат. А сега поздрав до господинот Соколов Живко во Америка, односно Канада, во Хемилтон, да ми е жив и здрав тој, Савета и синот му Методи. И поздрав до браќата Господи Боже, Јаневски во Швајцарија, да са ми живи и здрави. Поздрав до Кицо и Даринка во Австрија, после Стојанче и сопругата му Божанка се веќе во Македонија. Поздрав и Донив, нека си помина добро, нека се изнауживат на македонското и Александровото сонце, да ги пече, да ги грее топлина и свежина, нека чувствуват. А во Злетово е Вера и Михаил од Фулда, од Германија, поздрав и Донив, нека си изнауживат, тие се на одмор, ама не со љубоморен, па некогаш и ќе дојде и кај мене, па јас ќе бидам на средбите, се надевам да видам. Така е, сите некогаш мора да одиме на одмор. Господине Василевски, дали ќе може да ве запрашам во врска со нашата програма и тоа што го емитуваме редовно во нашите редовни содржини? Кој е вашето мислење? Треба ли Македонија да се откаже од името за да може да добие членство во НАТО и Европската Унија, така како што се врши притисок со години кон нашата земја? Ви дадам одговор и тоа како македонец ќе ви дадам одговор. Порно, оно што реков, требали да се откаже, порно да ми нож во срце забодевте, а едно ќе ви кажам, Македонија не може да улезе. Јас што гледам луѓе Божи, ако са тие нормални луѓе, титуизмот го шират, а од својата држава не сака да знаат.
Поминатото е поминато, ние не сакаме да гледаме во иднината за Македонија и идните поколенија кои доваѓаат по нас. Какво бе да сменеме името, абе, како тоа може да се замисли, а камоли да се рече? Па, ја не знам, за мене тоа не е нормално, не е свесно, не македонски е, ма никакво, фактички ние. Јас едно би рекол, ако случайно треба да се изменят името, да не бидеме македонци, мене ми Македонија како таква држава не треба, и јас ќе се откажам од државјанство, се тие работи, затоа што неќам со такви луѓе кои isпродадува све живо, капиталот го однесоа и тие се трудат како да Македонија препасте. Немојте да се возете на нечие ауто кое не може ни сам тој да се вози и камоли вас услуга да ви врше. Јас предпоставувам дека има доста свесни, културни, интелигентни, педантни кои размислуваат и знаат свесно дека Македонија припаѓа на македонскиот народ. Македонија држава огромно мнозинство граѓани овде размислуваат исто како и вие, но тоа се покажува како проблем затоа што притисоците кон Македонија постојано се интензивни и постојано се кажува дека ете цената треба да биде промената на нашето име. Јас ве поздравувам и ви благодарам. Само момент. Повеле. Видите, притисок е реалитет да имаме ние притисок. Зошто ли? Што ние си го направивме проблемот со поранешните кои владеја, isпродадува све живо и сега тешко да се, ама не е тешко, ние треба да кажеме, ево денеска гледав, бев одушевен, еден од грците од зелените партија на зелените у парламентот европски кажа фино да ни се даде пристап за преговорите и тие работи приведејќи Македонија е една, драги мои. Македонија е една, они земаа делови, односно тие земаа делови од нас и сега идат сите на тоа на уништување, палете ти кај. Па треба едно да бидеме реални, не радо го кажувам, а сега ќе ви го речам, да знаат сите, нека слушат, секој свесен може да го разбере тоа. Ние, прво како македонци, ако сме македонци, ние многу треба да учиме од албанците. Тие се секаде албанци, а ние не можеме и од државата наша да бидеме македонци. Па нека размислат сите оние што само сматрат, дај му некоја пара што мене гајле. Нека кој му за умирање не умира, јас сакам како македонец да си умрам. А да ви посакам пријатна вечер, добар сон. Пријатна вечер и вам. Која е вашата музичка желба за вечерва со која сакате да ги поздравите вашите пријатели? Ако може мајка, песната мајка. Така, песната мајка мислам дека ја видов во музиката за вечерва, секако ќе ја чуете од Петрадинка Костадинова, така? Само за мајка ми што е покојна и за мајка Македонија ме срце и душа боле. Да ми бидете живи и здрави, леле не поставувате такви прашања. Многу ви благодарам за јавувањето и наскоро ќе ја пуштиме песната со која сакате да ги поздравите. Благодарам унапред и секој ви добро и дај Боже да се слушаме за фулгави работи. И јас ви благодарам. Pomina,
Повелете во програмата Гласот татковината, од режијата ми јавија дека имаме слушател на линија. Добро вечер, кој се јаву? Добро вечер, овде Мустафа од Холандија. Повелете, Како прво да ве поздравам вас и вашите колеги и колешки таму и ќе почнам со овие поздравите. Господ здрави да му дај сега ова од Германија што се јави нашиот Стрико за овие нашите убави зборови. Немојме ние името да го смениме. Името се знае, писано името и во Библија. Само, што да кажам друго, ние се сакаме, без разлика дали сме муслимани или македонци, ние, таа Македонија е на Македонија и на сите нации и генерации што живеат во Македонија. Добро сега, јас не сум некој политичар, а не фала му на Василе за убавите зборови што рече. Друго е ќе поздравам Василе со цела негова фамилија. Ќе поздравам овде сестра ми Марица со цела негова фамилија. Ќе поздравам дедо Јован. Ќе поздравам во Злетово Витомир. Овде во, како се вика, во Австрија да поздравам Кирче. Голем поздрав исто до Кирче, до убавата сулица таму. До Грција, нашата сестра таму, Милица, мислам се викаше. И друго, голем поздрав до Турска, до нашите таму другари и другарки, до Абдула, ето. Ги поздравувам сите наши македонци, а еден најголем поздрав ќе го упатам до жена ми, моја султана, која стварно животот ми го продолжи таа жена мене. Ако се можете една песма, повелете, кажете никоја песма. Од Вујкови Пепи Василовски, за сите нас македонци, во Македонија и од надвор од Македонија. Ако имате, ако не, пак пустите ја песмата Бисер Балкански за нашите, сите македонци и во Македонија и надвор од Македонија. Фала ви многу и пријатно. Фала и вам, Мустафа, поздрави до вас, до вашата сопруга Султана, до вашето семејство и до вашите најмили. Ќе се обидеме да ги најдеме песните кои што ги порачавте вечерва за да им ја направите вечерта попријатна на вашите најмили. Поздрав до нашиот слушател Василе Мите, кој вечерва во програмата Гласот татковината, сакаше да ги поздрави неговите најмили и сите македонци со песната Мајка од Петранка Костадинова. Сакана и мила,
Од режија ми јавува дека имаме наш слушател повторно на линија. Повелете кој се јавува. Ало, добро вечер. Добро вечер. Се јавувам од Прилеп, Маријан Стевановски. Повелете. Најпрви сакам да го поздравам Мустафа од Холандија, после од Босилово Попо го поздравувам, а Орце шоферо од Штип, Кире од Струмица, сите возачи каде и да се, рударите исто така ги поздравувам, и дали може со песната Дончо Стипјанчек. Може, ќе се обидеме да ја најдеме во музичките фолдери, во компјутерот, во режијата, доколку ја има, за сите нив ќе ја имитуваме песната Дончо Стипјанчето од Маријан Стевановски од Прилеп. Ви благодарам. Да, и поздрав до Војо од Косе. И ако може да ми се јави на 075 926 495. Се надевам дека вашиот пријател од Козле ја слуша вечерва програмава и дека ќе биде во контакт со вас. Благодарам и пријатно и бидете поздравени. Убава вечер, бидете поздравени и вие. Благодариме за јавување. Благодарам. Добро вечер, повелете, во програма сте? За тебе, мила мајко, јас ке жалам, кажам, туѓа земја не. Добро вечер, повелете, во програма сте? Кој ни се јавува? Ало, добро вечер. Добро вечер. Се јавувам Кирчо. Повелете? Од Струмица. Малата Струмица, да. Меѓутоа не сме од Струмица вечерва. А каде сте? Кога погодувате, ај погодите, не можете сигурно. Во Скопје? Не, далеку сте, многу се далеко. Еве ќе ви кажем ова. Ајде. Вака, од туристичкото и летничко место од Сувилаки. Сувилаки. Сувилаки, да, затоа.
Што има таму во Сувилаки, што ќе ни кажете? Сувилаки има прекрасна природа, чист воздух, мирис на чаеви, на мајчина душичка, на сите оние чаеви кои што се сега во пролет. Прекрасно е, верувајте дека е така. Ќе ве посетиме. Да, повелите секогаш. Инаку се наоѓам во викендицата на моите другари, тоа се Тоши и Лопче, драги пријатели. Они кои што го слушаат редовно Македонското радио знаат, а они што не знаат, нека знаат, значи тоа се Тоши и Лопче и Кирче од Дубравата Струмица. Така да, сега да поздравам некој од радио пријатели. Ајде, можете да. Повелете, поздравете ги. Благодарам. Бака. Прво би почнал надвор од нашата мила Македонија. Они кои се надвор ги поздравам. Како прво би сакал да го поздравам господинот Мите Василев, со неговото ценето семејство. Нека ми бидете живи и здрави и драго ми е што е вака го слушнав Мите ицепно да се иднесе вечерва. По сите прашања кои му беа поставени на еден начин, драго ми е што е така. Нека ми биде поздравен. Во Виена таму се Кицо и Даринка со семејствата. Во Холандија е Мустафа, кој што ни се јави, го слушнаме преко радио. Да му посакам добро здравје и што побрзо да бидат заедно со неговата драга и сакана сопруга Султана. Да им посакам се најдобро. Во Холандија се исто така нашата радио пријателка Марица. Кога веќе ја спомнам нејзе, вака ја повикувам преку етерот на Македонското радио да не се јави, да ја слушнеме, да е жива и здрава, да и се во најдобар ред. И, значи, нека ми биде поздравена. Потоа во Италија, тамо се наоѓа нашиот сограѓање Душан Мирчевски во Пијаченца со неговото семејство. Во Бугарија нашиот драг радио пријател Ладе Новаков со неговата мајка Темјанушка поздрави. Во Грција, таму е Милица, а посебен поздрав ќе упатам за нашиот драг радио пријател Гоце Диневски. Се надам дека не слуша, еве уште еднаш го повикувам јавно преку радиото и него, нека на било кој начин и даде знак дека е со Македонското радио. Гоце, молам те, јави ни се. Сигурно Гоце ги слуша вашите... Сигурно, се надам и јас така. Еве сега да... Сигурно некој ќе заборавам од надвор од Македонија, меѓу тие еве заборавените, ќе кажам, се сетих на нашиот драг радио пријател Симеон Ефремов, кој што се наоѓа во Бор, ако не се лажам, кој што вака ни беше доста активен преку оваа наша емисија, со неговата песна Зајко Кукурајко, меѓутоа ни го нема да ни се јави, нема да ја посека песната да ја слушнеме, го повикам и него нека ни се јави, го слушам на топ 10, понекогаш вака се јавува, меѓутоа сакам на оваа наша емисија. Може би ако му ја пуштиме, ќе ни се јави. Тоа стана на вас. Ке се потрудиме. Да. А сега да поздрав некој од во Македонија. Прво да ги поздрам вака моите струмичани, имам уште некој. Тоа е нашата драга сограѓанка Саве, кој што го слуша ова радио сигурно, кој што е вака малку врзано со нејзините внуки, да ги причува од нејзиниот син Бранко, така да упатам и поздрави нејзиниот син Бранко и неговата сопруга, значи целокупното семејство, нека им бидат живи и здрави. Во Струга, тамо е нашиот Абас Становски, неговата, Абас и Назмија. Семејството Средовски е дојдено во Струга и со така да упатам топли и срдечни поздрави. Таа е прекрасна личност. Се видовме во Струга еднаш и ми остави така едни добар спешен. Јас се запознав со господинот Средовски. Прекрасна личност, затоа велам нека биде жив и здрав, се најдобро, пензионерски денем да си мине во Македонија, како што рече Мите. Му завидувам, меѓутоа тоа е, нека дојде Мите во Македонија, да види дека стварно Македонија малку може и посиромашно од Германија, меѓутоа е добра, убава за живење. Александровото сонце нека го грее, нека го изгори малку. Еми сигурно, тоа е тоа. Во Крио Паланка нашата Славица, во Неготино беше Слободанка, ако се не лажам, да, така е. Возачите, ја ги нарекувам нив амбасадори, сите ќе ги ставам во едно, нека ми бидат поздравени, сите возачи, тие се наши амбасадори. Поздрави и вас до сите возачи. До сите возачи. Сигурно ќе заборам некој, тука се Петре Василев, тука е нашата Цена Гербер,
нашата Лина Сандева, еве Русов Штип, како ми фигурира сега тука. Еве да го поздравам мојот брат Симчо, кој што се наоѓа во викендицата на местноста Спидовица, тоа е под подножите на Беласица, со неговата сопруга Нада, нека ми бидат поздравени, го слушате ова радио, а како што знае Кица да рече, да ги познам сите оние кои што го слушаат, а не се јавуваат. Верувате, дека нив ги има доста многу. Па треба да се јавуваат. Треба, ама еве ги има. Ќе бидеме поголемо семејство. Го слушаат, а не се јавуваат, да им упатам топли срдечни поздрави и песна би посакал еве малку сега. Еве, Лопчи вели господот Јован Пандер да го поздравам од Босилово, кој што вака знае да не нас поздрави, а посебно мојот внук Тоше, кој што вечера не е поред мене, бидејќи јас не сум дома во Струмица, и некој беше он секогаш што до мене вака се јавуваше на радиото. И еве песна Куки и дворе опустени, некој ми замерува вели зошто оваа тажна песна е бараш. Па ова е една има своја печалбаска тага во неа и јас со нив се вака соживувам со нив. Заради тоа знам дека тоа е тешко. Еве така. Благодарам многу и бидете ми живи, здрави се слушаме. Исто и до вас поздрав многу. Ајде. До вас и до вашето семејство. Благодарам. Добро вечер. Кој ни се јавува? Добро вечер. Сега ќе ви се представам, јас сум долгогодишен слушател на македонското радио, Тане Методи Трајковски, инако за пријателите Танчо Влашански од Битолчевица од Торонто, Канада. Господине Танчо, првин да ви го честитаме именденот. Пред 10 дена беше, не беше сега. Вчера беше Кирил и Методи. Ама јас сум Танчо. Вие сте Танчо, ја се извинувам. Мислам дека господин... името на татко ми. Татко ми е Методи. Татко. Да. Сега, да ве подсетам, најверојатно ќе се сетите кој сум јас. Знам веќе кој сте. Знам кој сте. Сега да не играме... Не, знам кои сте сликите што ви ги испратив. Ете така, представувавте еден ваш колега сега во пензија, точно така. Ние соработувавме, така да речам, или се допишувавме текстуално, еве сега можност да се чуеме и тонски. И многу ми е драго што ве слушам на ова фреквенција и што сте член на ова убава редакција. На ова семејство. Да, токму така. Па ја бев малку во редакција и сега веќе малку пред микрофон. Со вас. Знам, затоа велам, затоа и се јавив да бидам искрен,
за да поздравам некако и поздравам сите слушатели на Македонското радио. Целта ми беше тоа да ве потсетам и да ви посакам успешна работа во Радио Македонија. Благодарам многу. Благодарам и пријатно. Пријатно. Добро вечер, повелете, кој ни се јавува? Добро вечер, јас сум Милица из Грчке. Повелете? Поздрав вам у студију, нисам запамтила ваше име, извинјавам се. Јас сум Даниела Лепковска. Даниела, лепо име. Пуно поздрава вам у студију и вашим колегама. Благодарам и нас. Овако, прво, пошто ме господин Јован Сандев задужио да кажемо да кажем како е, пошто сум се чула јутро с господином Димово, како се ги каже. Па добро, имају неке мали проблемчике со здравјем, али иначе сада е добро. Па ја надам се да ќе да се јави. Гоце Димов са Крита. Да. Па мислам да ќе да се јави. Углавном е добро, имају мало неки проблема здравствени, али сада е добро. Овако ја би поздравила Мују и негову супругу Султану, Мите Василев, Слободанко из Неготина, Менче, Лину Сандеву, са лепе, из лепе струмице господина како се зове Кирчо и негову фамилију. Поздравljam Абдулу, Абдула. Не могу да се сетим сада. Поздравljam све радиослушатели, сите радиопријатели, Радио Македонија. Само би вас замолила да пустим едну песму коju би поздравила би све македонце кои живе изван Македонија. Да пустим едну песму коju ја радо слушам. Поздрав. Само за... Тоа е наша македонска песма. Јас сум македонка, српкиња сам, али сум македонка. Така. Ел ми дозволявате? Кажете која песма? Ево песма. Тоа е Македонија. Ќе ја побараме, ќе ви ја пуштиме.
sad pijem ja. Besmrtna ko srce što vjekovima bije, tuđica nikad ona bila nije. Zastava njena nek se vječno vije. Kad si sam, kad je sve, dužno ti se sjeti nje. Makedonija ti pruža ljubav i sve. Kad si sam, kad je sve, dužno ti se sjeti nje. Makedonija ti pruža ljubav i sve. Kad si sam, kad je sve, dužno ti se sjeti nje. Makedonija ti pruža ljubav. Добро вечер, повелете. Кој ни се јавува? Валентина, добро вечер, Султана од Охрид. Султана, како сте? Даниела е тука. Добро, вие како сте? Добро, еве. Работиме. Браво, така вика. Поздрав до екипата. Благодарам. До сите ваши колеги и колешки. Да си го поздрава сопругот во Холандија, да му посакам добро здравје. Поздрав до Милиса во Грција, до дедо Јован, до Мите Василев, до Сузана Швајцарија. Поздрав до сите граѓани во Македонија и сите печалбари надвор од Македонија и во диаспората. Ако се може, песната од Благица Павловска, Стамбулград. Стамбулград, ќе биде. Благодарам и пријатно. Пријатно. Kad si sam, kad je sve, dužno ti se sjeti nje. Makedonija ti pruža ljubav i sve. Kad si sam, kad je sve, dužno ti se sjeti nje. Makedonija ti pruža ljubav i sve. Kad si sam, kad je sve, dužno ti se sjeti nje. Makedonija ti pruža ljubav.
вечер, повелете. Добро вечер, Даниела. Добро вечер, повелете. Витомир од Светово. Витомир, повелете. Како сте? Добро, расположени, слушајќи ние вашата емисија. Кого ќе поздравите вие? Најпрво вас ќе поздравам во студиото. Благодарам многу. И сите пензионери, Марко Илковски, Катерина, Магдалена, Лена Наскова, Силвана, сега, може би, дома спие или не слуша. Така е. Вашата колешка, Сузето и така натаму. Радиослушателите да ги поздравам. Најпрво да ги поздравам керката и зетот и внукот во Германија. Потоа Мите Василев да го поздравам во Германија. Господинот Абас и Назмија од Струга. Јован Попот од Босилово. Славица од Крива Паланка. Лазо Новаков од Болгарија и мајка му Темјанушка. Сена Гербер, изгледа она е пак во Швајцарија, не знам дали е туку во Штип. Савето и Лопето Попови од Струмица. Нона од Градско. Оливер возачот и Орце од Штип. Петре Василев од Радовиш, Ацо Митев од Проби Штип и боите сограѓани Любинка, Наум, Ванѓа и Димче од Ветово, Драгица Марковска и Слободанка од Неготино, Марика од Холандија, Мустафа, Милица од Грција, Руса од Штип, Бите од Манкен кажал, децата на Сударска Бобан, Стефан и Александар, мислам дека се река. И Лазо од Истибање, тај прв е организатор на нашата емисија Гласот од Турината, ама некој го научи таму од Сицилија и не се јавува. Сигурно не слуша. Сигурно не слуша. Симеон Ефремов, да го поздравам. Танчо, возачот, Димче возачот Камдац, мислам беше, Ѓорги од Радовиш, Дим, од Далчево, Стојчевски, Ѓоко Кошката, воzač од Злетово, и сите возачи ги подржувам да возат внимателно и опрезно да се стигнат до својата дестинација. Многу поздрав, а песма од Перо Христов, ако може, ја грабиле мома Ангелина. Ако имате, ако не, па по ваш избор. Ќе ја пуштам. Ајде, пријатно е сенаво. Пријатно и благодарам што се јавивте. Почитувани слушатели, во 24 часот се вклучуваме на првиот програмски сервис да ви слушнеме најновите информации од земјава и странство.